Долгогодишниот планинар и планинарски водич Бобан Стефановски реализираше изложба на уметничка планинска фотографија. Ова е и прва самостојна изложба на Стефановски, но и воопшто ваква изложба во Центарот за култура Куманово. Љубителите на фотографијата имаа можност да видат 40 фотографии, направени за време на искачувањата и експедициите во земјава и надвор од неа. Раскажува дека било тешко да се селектираат фотографиите, бидејќи архивата е многу поголема. Може да видат доста фотографии кои што се од високите планини кај нас. Имам фотографии од Кораб, од Шарпланина, од Руен, имам фотографии од Јакупица, имам фотографии од моите искачувања надвор од Македонија, како што се фотографиите од Триглав, од Дурмитор, од Олимп, имам фотографии од моите искачувања експедиции на Алпите, од Монблан, од Гран Парадизо и моите последни две експедиции кои што беа на врвот Арарат во Турција и на врвот Дамаван во Иран. Не за џабе ставено ова име како носечко име на изложбата. Планината го има последниот збор е ставено затоа што планината секогаш го има последниот збор. Имено не можете да тргнете на планина ако планината не ви го дозволи тоа. Значи треба да со тек на време ќе научите да слушате да ја почувствувате планината и едноставно таа ги одредува правилата дали тој ден ќе имате успешно искачување или ќе се вратите назад. Имам искачено досега доста планински рови, меѓутоа оние што можел да ги оделам тоа секако е Монблан на Алпите, Гран Парадизо, Зумштайн, Брайтхорн. Имам качено Дамаван во Иран, Арарат во Турција, можам да кажам повисоките врвови кај нас и на Балкан, како што се Триглав, Дурмитор, Олимп, Мусала, Вихрен. Кај нас скоро сите врвови ги имам искачени. Фотографиите се направени во временски период од повеќе од 10 години, од кога почнал да се занимава со планинарење. Големен бројот на луѓе кои што се заинтересирани за овој спорт. Посебно последни неколку години откако почна короната, луѓето гледаат избегаат од руралните подрачја да најдат свој мир надвор од градовите во природата. Меѓутоа, колку повеќе луѓе на планината, кој поголема опасноста од повреди и слични несакани дејства. Затоа препорачувам сите луѓе кои што се сепак нови во овој спорт, кои што се почетници, никако да не тргнуваат сами. Затоа што има доста планинарски клубови кои што може да им дозволат и да им препорачаат што се треба да направат за да поминат безбедно еден ден на планина. Има доста работи без кои што не се тргнува на планина, меѓутоа најосновните би можел да кажам дека тоа секој се потребната опрема, храната, водата, секако GPS траката, проверување на временска прогноза затоа што на неповолни временски услови не се тргнува на планина. И секако, советот некој поискуцен планинар. Фотографиите ќе бидат изложени во Центарот за култура во Куманово до 27 месецов.